Добар ден. Започнува фолк естрада и токму затоа не го менувајте каналот, бидејќи денешните гости се навистина одбрани баш онака како што јас сакам. Тоа е една госпоја која што не знам кога ќе влеза во било кое студио, носи една таква позитивна енергија, една посебна енергија. Тоа е госпоја Блага Петровска, нашата атрактивна Анита Арсовска и господинот Ѓоко Таневски, да го чуете како пее македонска народна песна. Најпрво започнуваме со песни, а потоа повторно се враќаме тука. Nemam pari, srebro, zlato, nemam svatovi. So me nese, majko stara, moj tečagi. Srce nosam ja za neja, ne me vraćajte. Noći ne spijam, majko ta mi je se. Dajte mi ja, bisera moja moma sakana. Dajte mi ja, bisera od biser poubava. Dajte mi ja, bisera moja moma sakana. Dajte mi ja, bisera od biser poubava. Čalgija sum, siromav sum, nemam darovi. Mojta ljubov, mojta pesna, kja poznati. Srce nosam ja za neja, ne me vraćajte. Noći ne spijam, majko ta mi je se. Dajte mi ja, bisera moja moma sakana. Dajte mi ja, bisera od biser
Ете на повторно тука. Уште еднаш добре дојдовте во Фолк Естрада. Добре те најдовме. Благодарам. Добро те најдов. Благодарам. Јас ќе започнам со највозрасната тука. Кој вели дека сум највозрасна? Кој вели дека сум највозрасна? Јас се извинувам, меѓутоа знаете дека... Да. Да почнеме со Ѓоко. Кој има бела коса, не сме фана. Се шегувам. Да. Господја Блага, јас оваа песна сега што испеавте, Македонски корени, мислам дека за прв пат ја слушам. Точно така, Кристи, таа песна испее на 92 година во Австралија на фестивалот Камбера. Навистина, јас сега ја слушам оваа песна. Да. Јас мислев дека тој текст ќе застане тогаш и дека нема да важи за ова време сега. Меѓутоа, на жалост, Уште повеќе важи. сега најмногу важи, бидејќи поминуваме ми се чини, секогаш сме имале кризи, али сега народот е така отепан, така сме навредувани, така сме омаловажувани, така сме деградирани. А песната, текстот го напиша Ѓорги Барбаровски, музиката е на Миле Барбаровски. Ја им честитам што ги направија најубавите песни во творештвото на македонската песна. Текстовите на Ѓорги се секогаш со некоја порака. Оваа песна кога пеам во овој момент сега, толку ме фаќа тага од една страна, а од друга страна пораката е дека Македонија и била, и ќе биде, и ќе остане. И порачувам на сите македонци да сме стрпливи, да сме спокојни, да сме издржливи како вековите што сме биле и ќе победиме со нашата истреност. А викаат дека паметните попуштаат, а викаат дека христијаните треба да шират љубов. А викаме, пошто тука христијанството почнува од тука. Од тука се шири низ целиот свет. И ние треба да покажеме една љубов. И јас себе апелирам по социјалните мрежи. Толку има гнев, толку има омраза, а јас се чудам. Ние сме сите едно, ние сме браќа, сестри, роднини. Како може да има толку гнев? Се ќе помине. Треба, а љубовта победува. И секогаш ќе победи. Се надевам дека ќе излеземе од оваа криза и еве една позитивна мисла од мене до целиот македонски народ. И ќе победиме со песна. Така е. Споминавме 92-а, малку подоцна и вие се појавувате на македонската естрада. Тоа е 96-та, ако не се лажам, така ли е? Ајде малку, кога беше тоа? Каде за прв пат се појавивте? Тоа беше пред 21 година. Јас сум родена тогаш. Браво. Браво за те. Тогаш учев средна школа во Кавадарци. Веќе една или две години настапувавме со тогашниот бенд, Алегро бенд се викаше. И решивме да направиме песна наша и направивме, се вика Оди него мами срцето. Тоа ми е прва песна и се уште во Кавадарци е како химна, како да кажам, нема кој не знае таа песна. За жал, остатокот од држава не ја знаат толку, но може да се направи еден добар ремикс и да се популаризира. 96-та на Макфест. На Макфест. Да. Значи, сега очекуваме повторно некако да се природи таа песна, за сите Се ние надевам, да знаеме, бидејќи сигурно не е како они останати ваши песни кои што се издигнаа на врвот. Па, и ова ќе издигне. Ќе издигнеме. Анича, полека, но сигурно веќе се искачуваш на врвот од македонската фолк сцена. Колку време си на оваа естрада? Јас се надоврзам на разговорот. Значи, 92-а, јас 10 години подоцна, 2002 година се почнувам да се занимавам со оваа работа. И професионално веќе 12 на години, 15 години пеам, меѓутоа 12 години се занимавам со оваа работа. Лека полека, значи, го снимам, го припремам веќе вториот албум. Еве, нашите гледачи ќе имаат можност да ја, мислам дека веќе ја слушна мојата најнова песна. Композицијата се вика На два дела. Тематиката е печалбарска, се надевам дека ќе им се допадне, мене многу ми се допаѓа и затоа оваа песна и ќе биде ќе најде едно посебно место, значи ќе снимам и видеозапис за оваа песна. Набрзо ќе можат нели гледачите сето тоа да го проследат. Дали веќе имате во глава како би од прилика сакале како да изгледа целата таа спотот? сценографија, како да.
Сценариото веќе се осмислува лека по лека, со оглед на тоа дека е печалбарска песна, јас мислам дека на нашинците и саленици надвор од Македонија дека ќе им се допадне доста. Кои песни повеќе ви лежат? Дали оние за љубов, дали оние за татковината? Бидејќи македонската народна песна некако повеќе ја опева нашата држава. Так. Кои се за тебе поумилени? Значи имам песни со љубовна тематика, имам и печалбарски песни кои што е опеана нели нашата Македонија. Сите се со љубов и со цело срце отпеани, не можам да издвојам некоја, нели? Сите ми се мене драги песни, меѓутоа еве со огромно задоволство пеам песни за печалба, за Македонија. Тоа е тоа на вистинско ново кое јас се пронаоѓам. Најверојатно тие се тие песни кои ви се допаѓаат повеќе од другите тематики. Господја Блага, веќе втор пат сте ми во емисија, гостин. Минатата емисија имавме интересен разговор, особено кога се вративме на оние детски денови. Не знам колку време баш имавме за да ми кажете се што ви се случувало, меѓутоа сигурна сум дека нешто сте изумиле и дека сега може нешто да ми кажете, бидејќи баш тој дел од емисијата ми беше многу интересен. Нашиот разговор. Да. Како што ме представи возрастна, јас викам, што ми представуваш возрастна, одамна памтам, иначе не сум возрастна. Али памтам сега, кога ме прашуваш за дете, многу ме беше смешно, бидејќи сега бевме на одмор малку со внуката и нешто направи таков гав како ја што го направи на времето, па викам, еве, дрвото по дрво паѓа. Ми вика татко, ми имавме кола со конј, значи кола запрежна. Конјска, така кола. И ми вика, оди да купиш од продавница коломас. Таа е црна мас што се подмачкуваат тркалата на колата. Значи коломас. И сега јас, пошто на живо дете, на темпераментно, и трчам се брзо коломас, локомас, и одам таму и викам, дајте ми локомас. И тој вика, локомас. Кило локо ми дава. И доаѓам јас дома. И тато вика, еве. Што е, бе, вика? Локомас. Каков локомас, ма? Коломас ти реком, не локум. Пласкам. Кога ме удри ето шлаканица. Значи, сакам да кажем како... Дали барем беше вкусен локумот по тоа кога го јадавте? После шлаканицата. Средна класа и сега кило локум, знаеш, значи тоа пари даде ми за ветер. Коломас, локумас. Така да, сакам да кажем, имам така внука секој што ќе ме наследи. А таа, што направила внуката? Што ме подсетила на вас? Ке ме кара, ако кажа, не кажувам, сега ќе си баба како смееше. Меѓутоа, после емисија, ќе ми кажете. Какво дете бевте вие? Па, како да ти кажам, како сите деца. Не знам дали се паметно да кажам дека не се сеќавам баш. Се сеќавам дека во улицата немавме асфалт, тоа време дека игравме джамли, ги викате вие, ние ги викаме били. Били? Повеќе не постојат. Ние зуски повелешки. Скокалиња. Ние викаме скокалиња. Зуски повелешки. Повеќе не постојат и така, секогаш бевме извалкани, секогаш... Ама здрави. Да, секогаш не кара дојди да јадеш. Сега му викаме на нашите да прошеташ. Ајде, веќе кога ја споминавме зона најпрво 3, потоа после 40 години 4-то дете. Ке може ли малку околу таа една тажна, меѓутоа на крај среќна приказна? Да. Како да кажам, дознав кога за жал почина татко ми, тоа беше кога имав 21 година, 98 година. После неговата смрт дознав дека устари имам сестра. Како се вика тоа, асли сестра баш, од мајка и од татко. Од мајка и од татко. Многу време ја баравме, после не знам колку години се склопија коцките и успеавме да ја најдеме. Живее во Богданци, прво дете, не биле во брак, па во тогашно време, ако не си во брак, какви биле работите, тоаш не знам, колку ми мајка ми има објаснувано. Но сега си во ред, се најдовме, имаше интересна ситуација, адреналинот многу работеше. Живее во Богданци, таму била посвоена, таму омажена. Имам 2 внучиња, сестра и... Браво, што убаво. Многу интересно. Интересно. Сега сме во контакт. Ете, судбини како. Супер. После 40 години 43 мислам. ја наоѓате својата сестра, која што од една тажна приказна
веќе излегува една среќна и дознавате дека сте побогат за уште една сестра. Уствари, муабетот, нели, кога се видовме, најтешко ми беше, вика, кога на мажо страната ќе дојдат гости за визита, за слава, за такви работи, кога ќе се насоберат сите, а јас немам никој. Тоа ми беше, вика, најтажно. Од сега натаму... баш нема да биде така. Од сега понатаму од пред 7 години. Голема фамилија. Да. И се надевам дека веќе сте како едно. Да. Вистинско семејство. Дефинитивно. Не разбрав, татко ти го доживеа тоа или не? Не, на жал. Нажално, да. И така. Но не е време за такви умавети, нели? Да. Не, добро, тоа се судбини, не. Судбина. Живот и судбини се тоа, да. Господја Блага, ајде малку да не развеселите. Некако паднав после оваа приказна, затоа што секогаш кога ќе слушнам таа приказна, некако се растажувам и од една страна и убаво ми доаѓа што после толку време се имаат средства. Не, ќе кажем уште еден гаф, ќе кажам. Значи, снимам првата плоча кога снимам и се чеката додека се направи омотот, па се направи, не знам, ова, не знам, она. А јас нестрплива вика да излези. И одам во телевизија, викам, добро, што се чека сега? Па вика, се чека омотот во Битола Киро Дандарот. Дај ми телефон од Киро Дандарот. Земам телефонот и одам дома и викам, ало? Да? Киро, ти си? Вика, госпожа, кого барате? Па Киро Дандарот, дали си ти? Директор, што е таму? И вика, госпожа, се вика печатницата Киро Дандарот. Браво. Дали може би имате и вие вакви гафови некој? Па, Кристи, сигурно имам, сега во моментот не ми текнуваат. Сигурно има, значи, кај мене има такви гафови бисери, значи, секој дневно, само сега во моментов не ми текнуваат. Не може да се сетите. Дали може на некој настап нешто се случило со вас? Па се случувале доста работи, значи имало ситуации како ете некоја свадбена веселба, значи си игра орао на некоја брзо оро, па некоја господја така со вишок на килограми тука пред очи ви паги и не знаете дали да продолжите со пеење, дали да помогнете, значи имало ситуации многу. И како реагирате на Јас, значи мојата професионалност не ми дозволува да се насмеам или не знам како на друг начин да изреагирам, меѓутоа тука сум спремна за помош. Тоа ми нема потитува. Значи има такви ситуации многу. На часови кога сме биле во училиште и кога нешто ќе се случи, не смееш да се насмееш. Баш тоа е така. Кај вас што се случувало? Некој гаф, нешто мора да има. Се што се случувало во изминативе години од 93-та година, мислам, така почнавме со настапи. Пејајќи извеам дека сум почнал на едно појачало малецко. Знаеш што е појачало? Да. Гитарско? Да. Се уклучува една гитара и немање на услови на реквизити, ние имаме еден микрофонот на пазар, тие црни едни со мало кабли. Така. И микрофонот тука и журките така траеат, не знам, неколку месеци. А дали мислите После самоделна миксета си направивме и така почна работата. Дали мислите дека тогаш со тие инструменти имало повеќе забава, имало имаше многу енергија, луѓе кои што се забавувале отколку сега? Тоа време бевме и малечки. Јас бев втора година средно, трета. Така да тие журки беа безгрижни, да кажам. Многу интересно, многу убаво. И ден денес се дружам со тие луѓе. Тоа време. Знаевте дека од секогаш ќе бидете тоа што сте, така ли? Не. Што сте сакале да бидете? Што сакам да бидам? Не знам, од тоа време имаше хипици, панкери. Јас бев хипик, секогаш бев пис за мирно решавање на ситуациите. На оваа ситуација? Искрено, значи немав некои сонови дека ќе станам ова или ќе станам, а никогаш не мислев дека ќе станам пејач. Додека учев во Кавадарци, секогаш ќе кажувам ова приказна и со драго срце секогаш ќе ја кажувам, се сретнавме со еден пријател се вика Роберт Пирнер, Реквием бенд, може да го памтите, може да не. Може би ти го памтите, Реквием бенд, не е битно. Музичар и во интернатот во Кавадарци почнавме да си свириме на свирки и вика, па ти убаво пееш. Јас викам, појма немам дали пеам или не. Уствари, и он и малци ме поднаучи да пеам.
значи тоа вибрато го немав, значи тоа го научив. И така почнав ствари да пеам. Иначе немав амбиции, како што некои викаат од мал. Од мал Па сакам да бидам на пејач. Златно Славеќе, па на такви работи. Не. Меѓутоа почнувате со микрофонче, со едно појачало, а веќе имате бенд кој што постојано ве прати, така ли е? Тоа беше не дека од љубов кон музиката, него од желба кон за внимание, да направиш некој да му биде интересно, па имаше женски, па тоаш музичарите беа. И секогаш се. Да, и секогаш се почитуваат. Тогаш музичарите можеа да бираат девојки, така? И сега е така. Тоа беше интересното, така. Интересен е овој разговор, меѓутоа јас би сакала да чуем пошто една песна од вас и повторно ќе Котаневски да го чуеме како пее македонска народна песна. Дали може? Може. Повелете на сцена. Ангела душо, ангела срце, ангела животе мој. Каде ли појде, ко сонце зајде, ти од животот мој. Ангела душо, ангела срце, ангела животе мој. Каде ли појде, ко сонце зајде, ти од животот мој. Ангела, ангела, каде ли замина? Ангела, ангела, за љубовта помина. Ангела, ангела, каде ли замина? Ангела, ангела, за љубовта помина. Песни да пеам, солзи да леам или да тагувам. Ке ми се вратиш, писмо ке пратиш или ке останам сам. Песни да пеам, солзи да леам или да тагувам. Ке ми се вратиш, писмо ке пратиш или ке останам сам. Ангела, ангела, каде ли замина? Ангела, ангела, за љубовта помина. Ангела, ангела, каде ли замина? Ангела, ангела, за љубовта помина. Се што ми рече, ко жар ме пече, сон не ми доаѓа. Нема да љуби, срце што губи од жал, ке препукне, знај. Се што ми рече, ко жар ме пече, сон не ми доаѓа. Нема да љуби, срце што губи од жал, ке препукне, знај. Ангела, ангела, каде ли замина? Ангела, ангела, за
Граница. Нема ништо побо од тоа кога ќе чуем убава македонска песна, особено испеана од попеач. Кажи ми дали ти лежат овие песни и Па не знам, еве публиката нека одлучи дали ми лежат, иначе уживам, сакам да пеам македонска стара песна и ново компоновани исто. Чинам дека овие се сите ново компоновани песни. Да. Значи не се старо македонски. Сакам, уживам. Како одминуваат годините, сакам и кафана, сакам и дали никогаш македонска можеби песна и на вашите настапи знаете да испиете никоја се македонска народна? се Кои дешава. се тие? Кои се Па, најчести? лихни да кај веслаше, ако одам обитола тие така едва ги убедив моите музичари да ги научат стари тие песни. Мислам дека и ги има заборавено. Имаше период каде што на крај знаевме да испеем понекоја македонска. Како народна. финиш. Да. Исто така те познаваме како дел од Евровизија. Така. Кажете ми какво беше искуството да се појавите на толкова сцена Дефинитивно, пред толку... дефинитивно богато искуство за луѓето што за пеачите што живеат на овие простори. Секој сонува да отиде на Евровизија. Искуството е огромно, пред се затоа што има многу организирана организација, да кажам. Значи све е под конец, такво нешто во Македонија немам сретнато. Можеби некој од пеачите кога ќе победи, ние ќе се научиме на организација. Не, ќе дојдат швеѓаните и све ќе организираат. Ќе организираат тие? Така да ние не се секираме. Каде бевте, во која држава е? Осло, Да? Норвешка, Добро. да, 2010 година, 5-7 години. Биодел пак, ако сакаш да ме прашаш, не мора да ме прашаш, ќе ти одговорам. Што е Биодел толку- со многу поорганизиран. Значи битна е многу организацијата, битно е некој да застане зад тебе, во тоа време не застана баш зад мене, све мора најво слободно да кажам дека сам организирав со чест на неколку спонзори кои застана зад мене. И дефинитивно само моќна песна. Моќна песна не може да остане незабележана. И искуството од друга страна можам да кажам дека познанствата кои се остваруваат таму се огромни и може да се деси ако имаш таква среќа да кариерата проложи Како една Селин во Дион другите и граници. Светско ниво. Да. Светско ниво, да. Многу други Тоа пеачи. само треба да ти се склопат сите коцки Точно. и треба и да имаш и енергија тоа да го истуркаш, пошто многу луѓе се за своите земји се пеачите познати, сите се, како да кажам, се со кренати глави, значи не дозволуваат многу да има и флексибилни со кои се дружевме, но има и такви кои што едноставно Не сакаат Не многу сакаат, да се дружат и Така. да пружат Така. пријателства. Што е ништо што од таму ќе го паметиш, што никогаш нема да го заборавиш? Дали можеби тоа полната сала? Дали можеби Дефинитивно полната сала, преубавото озвучување, значи све средено, све се слуша, све ир мониторинг. Тука во тој случај, во тој сегмент, значи не мора да коментирам, све е безпрекорно. Не знам, еве ќе се сеќавам на тоа дека Норвешка не ми се свија. Не ви се допаѓа, зошто? Па многу Ладни се? ладни луѓе, прескапо, значи премногу скапо. Па Ѓуко, јас ви велам, занимавајте се со Опуштање. македонска народна музика, во тоа има пари. После Има и во Норвешка ќе ви има и во ќе ви забавна. биде многу ефтино таму. Има и во забавна има. Сама се шегувам. Мислам за нормален живот има. Да Се не шегувам правиме сега само. муабет за тоа. За Се тоа не шегувам. треба да правиме муабет, значи до сега ние што имаме остварено, еве кажувам, еве ние што сме овдека, посебно за господја Блага, требаше да има замоци. Толку во Македонија. Во Македонија е толку. Во Македонија сме. Мислите ли дека можеби никогаш ќе помине македонска народна песна на Евровизија? Нешто да направиме спој на, бидејќи нели таму бараат поп музика,
Некој со етно спој да го примеси, направи. со етно примеси, да, ама народно македонска музика, мислам, не е Некој фестивалот спој, за не знам, нешто да народна се песна, направи. така? Ние имаме прегубава народна песна, ама немаме аранжери кои што тоа ќе го скоцкаат. Некако да го склопат, нели? Забавно народно. Имаше обид покојна Господја Есма Раджипова. Господја Есма Раджипова со Владко Зановски. Мислам дека и беше некој спој таков, со етно, Не така? Да. По моje мислам дека беше тој некој спој Не, етно со такви примеси. аранжманите се многу важни. Да. Да. Сега го кажам зашто ми е во опера, пошто јас работев и кога дојде Теодоракис, тие беа сите грчки песни, меѓутоа така едни убави аранжмани обработени, па ние ги дававме со во опера, значи во филхармонија, ама кога имаш тие аранжмани добри, кога тоа сето професионално изработено. И штета е што македонска наша песна сите ја грабаат, гледаме јапонци снимиле, други снимиле, кинези. А ни ние е не ја интересна, вреднуваме, А баш, ние не си ја доволно. вреднуваме. А тоа е Зошто е тоа богатство така? неискористено. Па реков, кај нас се така е од ден за ден, нема традиција, нема вреднување на квалитетите. Така сме сите, како речем, равнодушни. Може и јас да сме. кажам нешто? Може. Многу Може, ја слободно. со атмосферава ја паднавме. Е, па кажете Ајде, нешто. малце Ајде, некој интересно, граф нешто ајде. кажете. Гаф, дај да се Добро, развесели, ајде, да се само развееме. нешто што многу Така? ме интересира. Ајде. Разликите порано, кога вие сте биле во екот од кариерата и сега. Како што кажа, ние немавме микрофони своји. Пеевме на микрофони какви ќе ни дадат, пола се слуша, пола не се слуша. Меѓутоа, и публиката пее со нас, и ние пееме со нив. Имаше една размена на една љубов на песната. Сега ако земиме во наше време, пеачите, не јас сакам да бидам пеачка се, не. Ке те одбери композитор, нека ке те забележи, учителката па јаве во музичко училиште, па такмичење. Јас такмиче во Прилеп победив, па после Александар Џамбазов, композитор, дојде во музичко училиште да ме најди, да јас пеам. Тоа беше за родителите срамно нешто и ние се срамевме. Јас се срамам се што пеам. Си отидов дома за празник, кога веќе станев популарна малку и сега го сакам татко ми да го гушнам, тогаш не се гушкаа децата, не се љубеа децата, ке се поздравши и толку. И сега го гушкам, ти ми вика, немој сега, но срамота е. Викам, тато, јас сега сакам да ти кажам дека те сакам. И сега ќе се одеше по имења во Прилеп и сега ајде да дојам со вас и јас, да одиме на имења, а татко ми вика, немој, ја срам, сега ќе рече на пеачката, татко е. Значи, еве, такво било размислувањето, таков бил периодот со нас и се ова што сум јас постигнала, тие околу мене што мислеле дека јас вредам, ми помогнале и така сум дошла до ова нешто. Јас сега истото го правам со моите внуки. Тие сакаат да пеат. Јас ми велам, еве ви го, еве ви, учете песни, одете, пеете, ама сами, ако си успеете, ако вредите, ќе ве забележи некој, ако не, да ги туркаме ние децата, како што сега го прават многу родители, значи сакаат да бидат пеачи. Абе, Не им прават услуга, не им прават услуга, тие не знаат колку е тоа нешто тешко ако тие не го носат во себе. Ако тоа треба многу да биде порако за да доживееш овие години што јас сум го доживела. Ја не сум никогаш мислела дека ќе пеам и овие години. Јас сум го носела тоа во себе и сега еве, ти си ме викнала, јас ти благодарам што си ме викнала, значи има интерес уште, а не сум верувала дека ќе дојдам до тие години да ја носам песната. Таа треба да ја носиш. Не се раѓа талент толку често. Ние сме биле многу малку, ама сите биле квалитетни. Меѓутоа сте се броеле на вистина на прсти. Така, ама тоа си Да. и го имале тоа нешто што го нема секој. Значи има глас, има се, ама го нема тоа нешто што треба. И затоа не треба да се форсираат децата со сила, бидејќи тоа после е страшен товар за детето. Ако не се снајде, ако не се најде, се макар да со техники да се прави, меѓутоа доаѓаат пак времиња да се пее во живо, да се И веќе не може да поминува Ето така. поминуваат сите. Дали некој ќе ве наследи од вашето семејство? Јас се надевам. Имам две ќерки, Анастасија и Михаела. Талентирани се, знаат да пеат. Дури знаат
го има, уште помалата го има и тоа вибрато, и то сама си го научи. И уживаат во музика. Пред се, што ќе даде Господ, тоа е. Ако сака да се занимаваат со музика, ќе ги поддржам. Ќе ги поддржите? Да, во секој случај. И сакам барем да свират инструмент. Тоа обавезно, значи мора да. Кој е вашиот омилен инструмент? Мојот омилен инструмент е електрична гитара. Иако не знам да свирам, ама уживам во рок стил. Да слушам гитара. Господја Блага, јас имам чуено нешто за вас, односно дека ве споредувале, не, ве викале динамит, кога ќе се појавите на сцена. Дали е ова вистина? Тоа беше, значи, многу работевме, јас имам периоди. Значи, прво со културно-уметнички друштва, па потоа дојде со војската, имаат оркестар професионален и ги правеа концерти многу низ цела Македонија, па и надвор, и в Добрање, па таму во Косово сме оделе концерти со АВО на групата, Драган Мјалковски, Сашка Петковска, јас, Виолета, не Виолета, него Тина Апостолова, Кирчо Папалазаров, така тие што бевме. Концерти скоро 3 пати во неделата. Тоа беа навистина концерти да уживаш, бидејќи тоа беше се спремно. Стално имаше проба. Толку професионално се работеше, знаете војска како. Јас кречам, ама се одам на работа во опера, треба да одам од 9 ми е пробата. Не, во 8 ти мора да бидеш на проба, ама ги знаеме песните, нели вчера концерт. Не, пак ќе додиш на проба, значи мораш да се оди на проба. Тоа беше сето пресизно. И така, а јас одим еднаш во Команови, седам така, тамо иначе още. И после кажува еден од тие организаторите, вика, не гледаме женичка, така обично си седи тамо, меѓутоа кога излезе на сцена, динамит, еден вулкан, па тоа беше страшно нешто. Значи тој темперамент мој и затоа сакав јас да ги пеам тие поведри песни. Ги сакам патриотските, еве како што ја испеав првата. Меѓутоа и кога одевме во странство, јас сакав да ги расположам луѓето, малку да внесам една позитивна енергија, да ги затоа што таму е тешко. Туѓината е тешка, носталгијата е тешка, кој не осетил, тој не знае што значи тоа. Јас го имам почувствувано и од мојата ќерка која што е во странство и која се враќа тука како не знам што да ти кажеме, внукот баш сега зборуваме пошто во јуни доаѓаат и сака да одат на одмор. Каде живеат? Сега се во Уганда моментално. И вика, си правиме муабет со зетот, вика, да одиме во Шпанија на одмор. Ние си правиме со него, си разговараме, а внукот вика, ја не одам во Шпанија. Зошто? Има 10 години. Зашто? Вика, малку денови ќе ми останат за во Македонија. Јас сакам во Македонија, таму ќе ги потрошам деновите. Значи, толку е ова Македонија наша. Во Македонија, затоа што излегуваат надвор, можда точат си, во паркот, слободни се. Таа слобода ја нема таму. Таа немата слобода никаде. Токму така, ние, значи, месец и пол кодиме на турнеја, значи, не фаќа носталгија, па камо ли тие луѓе што живеат таму 100 години и далеко се од своите најблиски, тоа е вистина многу тажно. Нита, господја Блага спомена дека често имале концерти, односно 3 пати неделно концерти, Врање, низ цела Југославија, после одевме со... За вас, веќе помладите пејачи, кои што сега се издвојуваат и се издигнуваат на врвот, не е секојдневие да чуеме дека во соседните држави одат и имаат концерти. Така, зошто не можете да успеете на тој пат? Имаме концерти, меѓутоа немаме 3 пати во неделата како на тоа време, за жал. Меѓутоа тоа е тоа, мислам, сменето е многу времето. Кај нас има. Значи, годишно, например, 1 до 2 турнеи кои ќе излезат, тие се од прилика. Меѓутоа, тие прекоокеанските за прекоокеанските. Меѓутоа, и низ Европа се оди, да, има, например, македонски клубови кои што слават некој јубилеј или некој друг повод кој што имаат за некој православен празник, има, значи такви концерти се одржуваат доста, меѓутоа и тие се не се многу на број. Од прилика еден клуб организира 1 до 2 такви прослави, а ние сме повеќе изведувачи, сите ние треба да бидеме поканети, значи еднаш годишно или после неколку години повторно ќе бидеме гости таму, значи не се до тој
значи не се до тој голем број. Не е како порано што било по 3 концерти во неделата. Не заради бројот, него ние одевме еве и во Белград, па правивме цела Тирна Хрватска, па Приморје, па македонската песна беше на пиедестал, мака многу ценета и ние како пејачи ценати. Сега ние не можеме во други републики да излеземе со нашата песна. Не можеме. Нема таа размена. Тие доаѓаат кај нас, ја сакат наводно македонската песна, меѓутоа никој никогаш не поканил. Сега се многу сменети времењето. Јас сакав само на претходниот разговор да се надоврзам. Порано се знаело, значи на прсти се броеле квалитетни пејачи, вистина биле квалитетни пејачи со име и презиме, кои што вределе. Меѓутоа денес се многу сменети времењата. Денеска на последно место се ценат гласовните можности, повеќе се ценат силиконските гради или убавиот задник, за жал. Многу се сменети времењата, мене ми е многу жал што е тоа така. Се надевам дека во иднина некои работи ќе се сменат и ќе може малку повеќе да не ценат заради гласовните можности, а не заради изгледот. Изгледот е битен, тоа е дел од работата, убаво и кога се изгледа убаво, тогаш, например, изведувачот е на некој начин комплетен, нели? Меѓутоа, мислам дека е побитен гласот отколку изгледот. Според мене. И според мене, меѓутоа, ете, најверојатно нашето соседство се повеќе атрактивниот изглед им е на прво место, дали ние веќе тоа го прифаќаме? Ама како што рековме, среќа што има повеќе емисии кај што се пее во живо, па тука можеме да покажеме и докажеме колку вредиме. И секако тука се на настапите, нашите настапи се пее само во живо. И тука најмногу се гледа вредноста на пејачот. Да. Ѓуко, не се којднем за попејачите да избегаат од државата, односно да излезат некаде и да имаат концерти надвор од државите. Надвор од оваа држава, се извинувам. И јас лично сум бил. Имаше еден период, мој драг пријател во Австралија, Наум, сакаше и забавната музика да ја однесе таму на македонците да им ја представи и првиот пат, мислам и двата пати беше успешен концертот. Два пати бев во 2008 година. Значи во 6 месеци бевме два пати по 4 пејачи од Македонија. Првиот пат бевме Елена Ристеска, Ламбела Баковски, јас и Ноне. Другиот пат пак јас и Ноне бевме, ама беа Врчак и Тамара Тодеска. Навистина не сум знаела дека се прават концерти. И на повеќе наврати има кај што одат македонски пејачи во Австралија. Интересно беше, многу убаво. И прифатено исто по музиката колку што и македонската народна песна. Да. Имаше многу млади на тие концерти ствари. Само единствено ми остави впечаток, како да кажам, не негативен, него едноставно не беше во наша не беше за нас. Во Мелбурн првиот пат кога свиревме, имаше доста постара публика и ние си свириме нашите песни, ги пееме, така интересно и почна да викаат постојано, ајде што е ова, дај нешто народно. А ние немаме народно. Сепак не толку навикнати на поп музиката. На една моја песна си стана и си играе оро. На забавна песна. Добро, им си играло на луѓето оро. Сака оро да играат, и си стана и си играе оро. Тие дошле на забава и ќе си играат. И ден денес ме се шегуваат на таа тема пријателите. Може ли сега повторно македонска народна песна, меѓутоа овој пат за сите гледачи, а особено за оние кои што не гледаат од Австралија. Дали ќе може? Може сега. Ова е само за вас. За Австралија.
Казедов ме. Mirno je tišina me zaspiva, si mislim zašto li ne ostana, vo nokva sama, vo duša rana, a solza ne prestanuva. Ne si so mene, a vrvi vreme, bez ljubov ne se žive. Nežna pregratka, zar ja za ljubav silno ne možam i ne znam da se predavam. Zar nema veke ljubav iskrena, bez srca tihko da se pronajda? Može li ljubav ti da potoneš, a sama da ne ostaneš? Ljubovna prikazna ja sonuvam, si spremi bela meka postela. Srce mi veli, ne ti vredi, ke bideš sama do veka. A ne znam zašto onoj što ljubi, na kraj od sam ostanuva. Nežna pregratka, zar ja za ljubav silno ne možam i ne znam da se predavam? Zar nema veke ljubav iskrena, bez srca tihko da se pronajda? Može li ljubav ti da potoneš, a sama da ne ostaneš? Može li ljubav ti da potoneš, a sama da ne ostaneš? Тоа беше само за Австралија, да не се наљутат и другите. Австралија. Да. Убаво си кажа, во Австралија. Секаде кај што има македонци, на сите поздрав. Сите ги сакам. Сите што сакаат Македонци каде и да македонската песна. Сите што сакаат. Што ќе се случува ново во вашата кариера? Некако последниот период ве нема. Затајуваме. Зошто? Зошто е Па, така? последниот период, изминатите 10 години, беше од фестивал на фестивал. Значи, последниот албум го издаде од 2008 година. Се надевав дека ќе има и други, но ете како ситуацијава надоаѓаше и не дека немаше потреба, него едноставно немаше кому да се направи песна, освен на YouTube. И мора да имаш и спот, па да има гледаност и така. Така да едноставно се посветив на ноќните свирки, се посветив сега веќе 5-та година или 5,5 години свириме заедно со мојот бенд. Морам да кажам дека огромно ми е задоволството што ја свирим, јас ја пеам музиката што ја сакам. Тоа е рок н рол, без разлика македонски, странски, југ, небитно све пееме. И така, едноставно не остана време да се седне и да се прави музика. Меѓутоа ќе има ли нешто ново?
се уште не знам. Има песни снимани, субвенционирани од субвенциите што ги дава. Треба да излезат, но една по една. А иначе поголем проект за сега мислам дека Нема. Како што пријеска спомена госпоѓа Блага, имале постојано концерти, меѓутоа пред секој концерт морало да има проба. Дали вие во последниве 5,5 години пред секој настап имате проба со својот бенд? Значи мора да има проба, мора да се намести тон, звук, микрофонот да се проба, значи каде што свириме веќе да речеме година две уназад редовно, таму се знае, наместен е тонот, нема проба, а иначе кај да се оди, ако се свири посебно прв пат некаде, мора да се направи проба. Значи мора да се намести тон, мора да се... Не, дали во некој подрум вежбате, тоа сака да прашам. Во подрум да се вежба. Шукюр, па ја терам тоа да ме прашат. Во подрум да се вежба, Не знам каде се вежба. Искрено... Јас пред огледало вежбам, например, ке заспанам, ке зборам пред огледало. Првите година две, да, интензивни проби правевме, значи мораше да се направи репертоар, а сега само кога ќе се дојде ред да се надополни репертоарот со неколку песни и се Имате ли прави своја проба. гаража? Да, имаме во Струга, имавме, ама ние укинаја. Како е укина? Како е можно Па да се многу укина? почна млади таму да се собираат и имаше мала незгода. Која е таа незгода? Не од Што наша се случи? страна. Нашиот бубњар е од Струга и Вие кажа сте дека сите немаме фини момци? повеќе место за вежбање, затоа што помладите што исто така вежбале таму направиле бели и директорка во тој објект рекла Доста. да се проба. Доста е Кренуваш веќе, бајка, не сега сакам најде да за слушам. постари Друга сега гаража млад. ќе најде. Има оправдување за Да. што има проби. Да, сега а и најде мора да друга има гаража. проби, иначе нема музика без проби. И каде најчесто ги Посебно правите? такви гаражни проби се најпродуктивни и нај... Зошто е тоа така? Па нели треба да има, не знам, стена, нешто? Не, Студио Мора да некоја? има гаража и тоа Не, што гаража помала и- и да сето тоа да е во круг и да има пиво или нешто такво. И гајби се ето и така се И ето така. да се знае Значи, атмосфера. се да биде Атмосфера. рустикално и да мириса на старо. така. На Старо, на мириса. пушоци од цигари на такви работи. И вие ли така сте имале проби? Кочо Петровски, кој што беше најдобар хармоникаш. А јас живеев како студентка во Собиче. Доаѓа во моето Собиче да пробаме за тие југословенски турнеи што одевме. Значи проба мора да има. Ќе испробаме материјалот и одевме во Белград и снимаме таа сингл плоча малечка, тогаш беа по 8 песни. Одма се со оркестар Во заедно. Белград? Молим, директно. Во Белград? Во Белград. Таму се РТБ. снимаше? Да, директно снимаме. Значи, али то толку е испробано добро и се оди А кога тие... почна радио телевизија Скопје Па да првата снима? јас, тоа е 87 година, што снимив првата касета, Во Скопје. Во Скопје. А пред тоа беше само Белград. Белград, РТБ. Ништо, да. Значи, се навежбани и тие се чудени. Одиме таму, заедно и пејач, и оркестар, во живо се снима и вадиш плоча. Значи, проба. Јас во опера, ние даваме нон-стоп, скоро истиот репертоар кога работев, проби мора да има. Сега никој неки да проба, сите знаат. Не знам колку имате слушнато во некои македонски стари песни, посебно забавниве, што се снимале со оркестри, има некои делови кај што има грешка и оставена така грешката. Па, Значи не порано сам приметила имало искрено. добро, јас Па тоа е приметувам. убавината Немам пошто е ниту- кога живо. Тоа е убавината, ама имало термин. Сега снимаш ти од толку до толку. Готово. Нема назад. Завршува терминот. Треба Чао, друг да пријатно. снима. Ај техниката нема ги така. така. Станува и така се пушта во поправање етер. компјутерски. Така се пушта во етер. Значи нема компјутерски поправања. Све е тоа во живо. После емисија ќе прочепкам некои стари македонски Ќе ти песни. кажам и кои ќе осетиш сама, да видиш дека има некои грешки минимални, али има. Сега ми тежи и ова да го кажам, бидејќи Лепо билета. ме праша тогаш и сега. Да. Сега кавер верзии се вика тоа ти да ги препеат. Да, да ги препаат кавер. Ама тие кавер не ги извежбале добро песните, си ги снимеле како така. И сега тие ги пуштаа да ме помлад пејач таа песна. И сега внука ми моја која што е сега мала ќе дојде. И таа нема да знае оригиналот каков е, него ќе ги слуша овие песни кои што се погрешно. Значи треба да се пробаат, да се научат точно песните, поготово тие старите песни наши. Ако веќе правиш кавер, Ако правиш, треба да го правиш значи, како што треба. И не може да ти лежи тебе се. Сите ги препеваат и овие песни, и овој жар, и оној жар, испреснимале се, само да има
бонус Повеќе, песни, да, нема многу повеќе песни. репертоар. Не лежи се на секого. Значи мора да внимаваат овие млади деца сега што снимаат, што преснимуваат и дали го научиле добро и дали може да го отпеат добро. Мојата замерка и поука. Добро намерна како родител. Анита, колку често вие имате проби пред своите настапи? Или вие сте како ние сега, како што каже и господја Блага, од поновите пејачи, јас знам се. Не. И не продолжувам знаеме се, човек учи на- додека е жив таман работа да знаеме се. Не. Секој ден нешто ново се учи. Тие проби, да, додека работев со бендот, имаше такви проби. Меѓутоа сега секако, нели, кога настапувам со некој, обично има бенд, на пример, кој што си работи во тој локал. Обично пред време се праќа репертоарот и така е. Значи јас своето си го вежбам и после заедно може пред настапот да се извежба некоја песна. А Значи, инаку тоа е додека многу- работев со многу бендот, малку секако, време. значи Тоа малку е е, меѓутоа половина- секој си половина го час. си е сконцентриран на својот дел од песната и затоа мора да звучи безпрекорно добро. репертоарот е тој. Да, тоа е репертоарот Сегашно од прилика, да. време, Тоа е тоа што се пее. Да. Кога И се учи сите групи некоја го нова знаат. песна, јас на пример сум сконцентрирана во однос на пеење. Убаво да ја слушам таа песна и кога сето тоа добро звучи, ако е добро отсвирено, нема никаков проблем. Значи Колку често- интонацијата е таа и тоа е. Колку често правите грешки во текстовите додека сте на сцена? Па да, се Јас прават се уште грешки. читам. Не, јас уште не читам. читам. Јас не читам, меѓутоа може нешто од себе да се импровизирам. И тоа е тоа. Да, Не, ама меѓутоа се тоа не прават- се ни да, приметува, да, да. нели? Мислам, кога се пее во живо и дозволени си грешки, меѓутоа тоа народот и толку многу него приметува кога има добро забава, добро расположение. Сите се расположени и весели, да. Сето тоа е спонтано. А дали мислите дека се одвојувате од вашата генерација? Но добро, Криси, секој си има своја вредност, знаеш. Публиката таа што треба да пресуди колку ние вредиме или не вредиме. Моја да се трудам, да снимам, да вложувам во себе. Сето тоа што е вложено во себе, еден ден ќе се врати кога. Тогаш јас знам, можеби сега се малку сменети времењата, некои работи не знаат да се ценат. Има некоја нелојална конкуренција, меѓутоа секој ќе си го најде своето место. Има луѓе кои што го гледаат тој, кои што знаат да го ценат и секој ќе си го пронајде своето место. А за сите има место. Има ли Тоа е место за сите? Има за секој место, меѓутоа зависи на кој како му е амбиција во животот, колку да постигне. Колку Која е и вашата зависи амбиција, колку Анита? очекуваш од себе. Со оглед на тоа дека живееме во Македонија, а работите се такви какви што се, јас сум задоволна со сето тоа што го имам постигнато, меѓутоа малку сум самокритичен човек, малку повеќе и знам дека можам многу повеќе. Секогаш може да се направи нешто повеќе, меѓутоа кога би се смениле некои работи, како хајде да не се повторувам во претходните емисии кога бев твоја гостинка, напоменав кога би имало вакви емисии како од овој карактер како што е Фолк естрада, некои работи ќе се помрдат малку од местото. Меѓутоа тие емисии се бројат на прсти. Само една. Едно е, Повеќе нема има, кој. да, Една. повеќе има квантитет отколку квалитет. Треба многу работи да се сменат за да биде малку, значи да видиме бенефици од сето ова што го работиме. Господја Блага, дали мислите дека фолк естрада колку толку пробува да го дигне нивото, затоа што едно време спласна некако нивото на македонската народна песна, колку толку пробува да го крене нивото и да афирмира македонската музика? Дали бара малку влијае? Јас ви честитам што сте ви упорни, што сте само единствени и жал ми е што сте само вие единствени. И мене ми е И жал, како што искрено. кажа, јас сум била лани и сега годинава. Значи јас треба да снимам само една песна за да додам кај вас. Не ми треба повеќе, ти кажа има ново. А ја имам песни толку многу што не добиле своје место затоа што имаше порано повеќе до душе емисии и пак не добиле своје место. А камо ли сега со една емисија. И затоа така стихино сите сме индиферентни затоа што нема емисии, нема интерес, а тоа треба на ниво на државата да се некој позанимава дека песната е таа која што го бележи во овој народ. Личната карта наша. Да се најде повеќе малку време и простор за македонската И тогаш музика, ќе има и певачи повеќе, и Да. композиторите ќе имаат зошто да работат, Токму и пејачите ќе се трудат, а сега младиве не сакам да ги критикувам затоа што жално е што нема каде да настапат, каде да направат хит кога нема емисија. Тоа се прави. да си ја презентираат песната, Точно токму така, да. Што ќе се случува кај вас ново? Јас сигурна сум дека овој карактер нема да престане со Јас работа. песнивам секогаш можам тоа нова, бидејќи тандемот, мога си стои композитор, секогаш
е расположен за нова песна, меѓутоа реков дека еве сега нити Валандово имаше, нити Цветници има, не знам што ќе се биде со фестивалите. Се надеваме дека ќе тргне напред, дека реков ќе се помине оваа криза. Ќе се појавуваме ли на фестивали? Мислам дека доволно беа И од таму ли се откажуваш? Ѓоко да не минуваш професија? Не се наоѓам повеќе на фестивалите, пошто измина многу години, така? Дали може би мислите дека време помладите пејачи да се покажат на дефинитивно дека е така. фестивалите? Јас ќе го терам, тоа нема да се откажам нормално никогаш од музика, се дека ме држи гласот. А тоа ми е професија и тоа планирам да го работам до крајот на мојот живот. Не знам, едноставно решив малку фестивалите да ги ставам на страна. А ако дојде ред да се направи некој посериозен проект, тежнам кон тоа, но сега за сега уште нема ништо на повидок. Јас не се сложувам со тебе и би ти препорачала да пееш на фестивалите, бидејќи во Македонија, освен фестивалот, нема сцена каде што можеш да застанеш за 3 минути и да кажеш кој си, што си, да кажеш. Тоа сепак е најдоброто нешто за секој пејач. Убава сцена, публика пред тебе и ти во тие 3 минути даваш емоција. Бидејќи нема да друго место каде. Јас настапува ревијално, не е проблем. Јас не ми е проблем мене да се него едноставно не сакам да се такмичам повеќе. Ја го зборувам еве од мене. Јас исто сум, еве, толку години бев на фестивалите. Бев само заради тоа што сакам ја да отпеам на фестивал, да ме слуша мене публиката. Мене ми фали сцена. За жал е така, значи не можеш освен на фестивал да промовираш на друго место. Да, токму така како што е на фестивал, таа енергија што постои, мислам дека на друго место ја нема таа добра промоција за нова песна. Токму така. Ама често ли се појавуваш на фестивали? Сум била значи досега на повеќе фестивали, Криси, меѓутоа сега во блиски иднина не планирам. Што не мора да значи. Може би нема да има фестивали во блиски некоја добра, молам? Може би нема да имаме фестивали во блиски иднина, Па така да. добро да не толку песимистички да не размислуваме. Се надевам дека ќе има. Секако има, до крајот на оваа година би требало да има. Не знам дали ќе се појавам, доколку ми се понуди некоја добра песна, зошто да не одбивам. Наредно нешто што следува кај мене, значи имам 3 нови песни. Еве ги презентирав, ги промовирав во вашата емисија. На печалбарската тематика, на песната на 2 дела, планирам значи во текот на овој месец, најкасно, најдоцна до следниот, да снимам видеозапис. Видеозапис, кажавме тоа. Друго ништо дали ќе има? Дали некоја може би турнеја е на повидок? Не, турнеја сега за сега нема, меѓутоа пак е ова на некој начин првата половина од оваа година, не мора да значи, значи може да има и таква понуда, не велам не. Сега летниот период се секако свадбените веселби, тоа е следно што следува. Тука сум во Македонија, наредниот период, па од септември, здравје Боже, ќе видиме. Ќе видиме што договори ќе паднат. Токму така, тоа е втората половина од годината, па ќе се размислува понатаму. Господја Блага, како успевате секогаш да имате иста енергија? Мислам треба да се родиш со таа енергија, јас така мислам, иначе не знам како да пред да дојдете малку подзадоцнивте некои 10 на минути пред да се уклучат камерите, Ѓоко вика, каде е Блага? Таа е најпозитивната господја што ја познавам во својот живот, секогаш насмеана. Секогаш насмеана. Си кажам тоа што мислам. Така е. Па јас, мојата девиза е секогаш, штом си здрав, треба секогаш да си расположен. И секогаш да помислуваш дека некој и да не си здрав треба да си расположен. Како? Здравје, себи дал некој за да биде здрав. Значи само со тоа што си здрав ти треба да бидеш среќен. Токму така, болниот има само една желба, здравите луѓе имаат милион. Болните имаат желба само да бидат здрави, Да. токму така. Ние сме среќни доколку сме здрави и нашите најблиски. Тоа е среќата. И секогаш убава насмевка, не промината со годињето кога паметам за вас. Може сум била многу мала, меѓутоа секогаш насмејана. Благодарам многу. Дали тоа е ваш, јас веќе го гледам како ваш знак, некоја одлика на блага припраска? Препознатливост, да, може би така, јас ако сум. Намуртена нема да ме препозна. Да, веројатно. Ако се насмеем, Дали веќе тоа ви е навистина карактерот или пак така сакате луѓето да ве гледаат како карактерот ми е. Јас сум секогаш сакам да придонесам, да расположам. И ако видам некој тажа, да го расположам.
Јас по улица одам и се разговарам со сите, мојата ќерка ќе рече, го познаваш? Не. Па како можеш? Македонија едно семејство е. Како да човекот ми приоѓа, јас Мала си направи муабет, мене мосте. Па викам сега, ти си со мене стално. Човекот сакаше да разговара, да поразговараме малку. Така да јас од дома до пазар ти сретнам денеска. За колку време се враќате дома кога ќе тргнете на пазар? Зато излегувам се порано, за да имам време, за да задоснам помалку. Врските. За да задоснам помалку. Да. Одлично, драги мои, многу ви благодарам што бевте дел од Фолк Естрада. Јас се надевам дека ќе повторно ќе ни дојдете и ќе испеете уште неколку македонски народни песни. Може, наредно вистина ќе бидам дел од Фолк Естрада. Бидејќи никако не се знае. Може некоја народна песна ќе снима, не се знае. Можеби ќе кажа дека молеше добро народно. Наредниот период не верувам, но не се знае никогаш. Никогаш не се знае. Македонската песна секогаш е убава и секогаш може да се дружиме некој на Валандови и на Цветници. Таму кои фестивали други. И тогаш ќе бидам јас таа која што ве поттикнала да пеете македонска народна песна, бидејќи јас ве повикав во оваа емисија и македонскиот народ ве слушна како пеете македонска народна песна. И чест ми е, бидејќи е така. На сите ви благодарам. Ќе чуеме сега по уште една песна, ако се сложите. И јас сега ќе морам да одјавам оваа емисија. Ако ми е жал, ние се гледаме повторно. Вие, драги мои, сега ќе останете повторно на Сител Тројка, за да ги чуете уште еднаш моите гости. И се гледаме повторно наредната сабота во 15 часот и 30 минути. Јас сум вашата домаќинка Криси Тимовска, ве поздравувам и гледате Фолк Естрада и следете на Facebook. Довидување.
dušo moja, za noći te ne spani, tvoja ta vrela soza nek me izgori, se koga beše dobra, takva i ostani. Nekoga što mi ja čuješ, ona naša ta, zaigraj, pušti srce, kreni jača šata. Ja moram sam da odam, so svoj te ne miri, mi beše dobra bila, takva i ostani. Prašina siva padna po našite pateki i nema veke stavki, poznati će gori, nema ni nežni zboroj, vreli bahneži. Nekoga što ja čuješ, ona naša ta, zaigraj, pušti srce, kreni jača šata. Ja moram sam da odam, so svoj te ne miri, mi beše dobra vila, takva i ostani. Ponesi mali tajni, osvojite pazuvi, gorčina, bolka, radost i site spomeni, se koga štaka bilo, takak je ostane. Nekoga što ja čuješ, ona naša ta, zaigraj, pušti srce, kreni jača šata. Ja moram sam da odam,
твоите немири ми беше добра мила, такава и остани. Прости ми, душо моя. Догорува, ритамот убива мој овој подиум. Пијани погледи се лепат на мене, а јас по тебе губам ум. Добар си, нема што ќе поминам на црвено, а паметта ми вели стоп, 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 стоп. А играм веќе со тебе, стоп. Те допирам со усни без стоп. А не знам што е тоа, не. Знам дека грешка си, одлично ми е, стоп. А играм веќе со тебе, стоп. Те допирам со усни без стоп. А не знам што е тоа, не. Знам дека грешка си, но одлично ми е. Адреналинот ме во гради удира, веќе не знам која сум. Секакви предлози грубо одбивам, јас по тебе губам ум. Добар си, нема што ќе поминам на црвено, а паметта ми вели стоп, 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 стоп. А играм веќе со тебе, стоп. Те допирам со усни без стоп. А не знам што е тоа, не. Знам дека грешка си, одлично ми е, стоп. А играм веќе со тебе, стоп. Те допирам со усни без стоп. А не знам што е тоа, не. Знам дека грешка си, но одлично ми е. Играм веќе со тебе, стоп. Те допирам со усни без стоп. А не знам што е тоа, не. Знам дека грешка си, одлично ми е, стоп. А играм веќе со тебе, стоп. Те допирам со усни без стоп. А не знам што е тоа, не. Знам дека грешка си, но одлично ми е.
čekam do tri sela golemi.
došle za da pijeme rujno vino, 3-godišnja luta rakija. Tuk sme došle po nevesta ubava, za naše to bilo će do najmilo. Tuk sme došle po nevesta ubava, za naše to bilo će do najmilo. Neka čukna tapanite, sada slušna selanite. Celo selo neka pije, se do kapka da se ispije. Neka čukna tapanite, sada slušna